Здраво на сите! Добре дојдовте во 82-та епизода на емисијата за млади Шорткат. Јас сум Нина и денеска ќе ве запознам со најважните вести од изминатите денови. Почнуваме веднаш, следете на. Минатата седмица Србија за неполни 2 дена се соочи со 2 масакри во кои загинаа 17 лица и десетици се повредени. Првиот случај се случи во училиште во Белград, каде што 7-оделенец уби 8 своји соученици и чуварот во школото. Следниот ден 21-годишното момче во Младеновац уби 8 луѓе и повреди 14 луѓе. Овие трагични настани отворија многу прашања за воспитувањето на младите и кај нас. Министерството за образование и наука започна нова кампања заедно да ставиме крај на училишното насилство за подигнување на свеста за мир и толерантност во училиштата со цел да се создаде хармонична средина без насилство. За да се спречат посериозни инциденти и последици, МОН апелира до сите граѓани да пријават било каков облик на насилно однесување во училиштата на електронската адреса prijavinasilstvo@mon.gov.mk. Трагедијата што се случи во Србија повторно го вклучи алармот за начинот на кој младите ги користат социјалните мрежи. Кај нас властите дури предложија забрана или ограничување на социјалната мрежа TikTok, но конкретни одлуки нема. Што мислат за овој предлог младинските организации, дознајте во следниот прилог. Граѓанските организации кои работат главно со младите изразуваат скептицизам за евентуалната забрана што ја најавија властите за социјалната мрежа TikTok. Според нив, забраната е тешко изводлива. Тие сметаат дека е подобро надлежните да преземат превентивни мерки за можните ризици. Пред да се донесе одлука за евентуалната забрана, треба да се исцрпат сите можности за алтернативно ублажување на штетите кои произлегуваат од оваа социјална мрежа, вели Сабрие Тефики од Форумот за образовни промени. Nëse as masa parandaluese në të cilët bën pjesë përfshirja e edukimit mediatik në shkolla, arritja e numrit të inspektorëve që kontrollojnë krimin kompjuterik dhe përforcimi i këtij sektori brenda MPV-s, si dhe rritja e politikave ndëshkuese aktualisht ekzistuese në vend për krime përmes internetit, hapi i fundit duhet të jetë marrja e vendimit për mbylljen e kësaj platforme. Забраната или ограничувањето на пристапот до TikTok не е решение за проблемот и за Националниот младински совет на Македонија. Оттаму сметаат дека немели инциденти на насилство меѓу младите имало и пред постоењето на оваа платформа. Во таа насока сметаме и дека поголем дел од ресурсите и трудот треба да се вложи во нивна едукација на тоа како би ги користели социјалните медиуми и општо технологиите за креирање на позитивни промени во општеството, но исто така и голем дел од ресурсите би требало да се вложат на обезбедување на суштинска подршка за младите, особено во поглед на нивното ментално здравје и на нивното справување со сите оние состојби со кои што се соочуваат секојдневно. Сојузот на средношколци и Центарот за едукација и развој исто така изразија резерви за забраната на мрежата TikTok. Министерот за образование Јетон Шакири најави дека во тек се состаноците за ограничување на употребата на TikTok во основните и во средните училишта. Од Министерството за информатичко општество велат дека конечниот став за ваквата мерка може да следи само по координирана активност со институциите на правдата и другите образовни и безбедносни институции во државата. По голема траума и шок, младите често имаат проблеми во однос на самодовербата, различни стравови и сомнежи дали се доволно добри, доволно успешни, дали доволно вредат. Професорката на катедрата за психијатрија Славица Арсова за Шорткат упати апел до младите дека секогаш кога ќе се соочуваат со било каков проблем или мака, треба да проговорат за тоа. Да се зборува со психолог и да се негува менталното здравје не е табу. Најубаво е да се зборува со семејството, доколку не може да се зборува со семејството, постојат многу други. Воопшто не е табу да се зборува со психолог, со психијатар, со матичен доктор, со тој доктор кој што е многу близок, значи семејниот доктор. Тој кој што бара помош, секогаш понапред од тој што не бара. Значи понапред е со материјалот. Значи многу повреден е тој или многу понапред отишол со лекциите во однос на тој другиот што не побарал. Туку кој што се охрабрил, значи кој што се одважил да си побара помош, и откако веќе ќе се прозбори за темата, за маката, за тоа што го измачува, пола од работите, да кажеме, се решени. Оваа епизода ја завршуваме со уште една важна вест.
Фондацијата Метаморфозис во партнерство со Меѓународниот центар за новинари и поддршка на амбасадата на САД го отвори 4-тиот повик за учество на млади од источниот и североисточниот регион на обуката Дезинформации и проверка на факти. Обуката ќе се одржи во Штип, а крајниот рок на кој младите до 29 години може да аплицираат е 22 мај. Најдобрите учесници ќе имаат можност за практиканство во медиумите на Метаморфозис, Мета, Порталп или Вистиномер, а двајца од нив ќе бидат избрани за еднонеделна студиска посета во САД. Еминентниот новинар Џон Гринберг, дописник на Политифакт, ќе биде еден од обучувачите. Тој е добитник на награди од Сдруженијето на професионални новинари за истражувачко известување. Тоа беше се за денешната епизода на Шорткат. Благодариме што бевте со нас, пишете ни на Instagram и TikTok за било каква сугестија или предлог и не заборавајте до следниот четврток да ја читате рубриката CTRL-Z на Мета МК. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!